Уште една сабота и уште еден нов термин за емисијата Фактор среќа, поддржана од Државна лотарија на телевизија Алфа, емисија во која познатите зборуваат за својата кариера, за патот кон успехот, но и за факторот среќа кој што неизбежно бил дел од нивното патешествие и им помогнал да стасаат таму каде што се сега. А мојата и ваша денешна гостинка е една млада дама која што е уникатна по многу нешта. Таа е првиот дипломиран харфист во нашава земја. Има магистрирано во Белград, со што станува првиот магистар за харфа во нашава земја. Таа е првата дама што сними носач на звук за соло харфа, а наспроти сите овие низини пионерски чекори, стои фактот дека ја краси една исклучителна скромност, кроток карактер и една милозливост. Инаку потекнува од семејство каде што музиката е традиција, љубов и професија. Низиниот татко е Рамадан Шукри, основач на стариот и новиот мандолински оркестар. Низиниот брат Ерхан Шукри е виолинист и диригент, а низиното име е Мерсиха Шукри и денес ќе биде гостинка во вашите домови. Мерсиха, добре ни дојде во Фактор среќа. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Голема чест и задоволство ми е да бидам гостинка твоја. Многу пати сме имале можност да правиме разни прилози, но еве сега прв пат ќе имаме можност да ја раскажеме твојата приказна и да слушнеме како всушност малата Мерсиха се влюби токму во инструментот харфа. Затоа што си порасната во семејство каде што се сака, негува и практикува музиката, но кога беше дете, всушност ти свиреше клавир. Да, мојот татко и мојот брат се музичари. На шега сакаме дома си кажуваме дека мајка ми не е музички критичар, бидејќи таа иако не е музички образована, сепак има добар слух и навистина секогаш знае да препознае кога е нешто добро или не. И музиката од мали нозе царувала и ден денес царува нели во нашиот дом, израснати сме со неа. Како мала, бидејќи татко ми работеше во македонската опера и балет, на инструментот контрабас, долги години беше водач на групата Контрабаси. И се пензионираше како водач на да. Контрабаси. Јас всушност пораснав во македонската опера и балет и како дете, нели, како секој девојче, сакав да бидам балерина. И, значи, ми носеше стари патики, нели, балетанки од балерините, каде што можев да си да одам дома, да ми ја исполни желбата. Имаш конституција и за балерина, да, би била и добра и убава балерина. Токму така, меѓутоа во тоа време, кога, нели, сепак важеше руската школа за балет и воопшто за музика, балерините сепак беа поситни и пониски и мене едноставно ми кажа, кога сакаше да ме запише татко ми, нели, во балетското училиште, дека сум превисока за балерина. Меѓутоа, знаете како универзумот си има еден свој пат, еден свој тек каде што не насочува каде и не знаејќи, не насочува каде треба да бидеме, да чекориме во нашиот живот. Започнав да учам пијано и пијано учев 14 години, исто и за време на моите студиски денови исто учев клавир. Меѓутоа, харфата беше, можам да кажам, една сосема случајна средба со самиот инструмент. Во тоа време, на иницијатива на мојот татко, кој што предаваше мандолина и контрабас во Средното музичко училиште Илија Николовски Луј, да се изучуваат инструменти кои дотогаш не биле изучувани, меѓу кои и харфата, ме однесе на еден информативен час. Во тоа време беа дојдени две сестри харфистки од Русија, близначки, од која што едната ми беше подоцна, нели, и професорка, наставничка и професорка, со која ги навлегува во тајните на изучувањето на инструментот. Тоа беше, да можам да кажам, нели, оној израз љубов на прв поглед. Прво, затоа што харфата досега не била достапна, нели, кај нас не се изучувала, го немала во образовниот процес,
А од друга страна, јас сум така малку поавантуристички дух, во смисла сакам некои нови работи, сакам да истражувам, истражувачки дух имам. И тоа може би ме наведе тој информативен час да започнам да навлегувам во тајните на инструментот. Па од еден час стана втор, трет и така паралелно. Всушност, бидејќи тоа јас веќе имав некои 14-15 години кога тоа се случуваше, јас пред се своето средно образование го продолжи во Општа гимназија Јосип Брос. И кога во тоа време се случува сето ова и се отвара одсекот за харфа во музичкото, јас всушност се паралелно се запишувам и во музичкото училиште, во средното музичко училиште. И навистина, може би, јас сега може би од оваа гледна точка која ќе се навратам, ми било интересно и сум сакала да навлезам во сите тие тајни на тој инструмент и најмногу што нешто ме одржало и задржало за да го одам тој пат било љубовта кон самата харфа. Иако како прв ученик со кого се отвара одсекот, немаше програма, немаше план. Професорката ми беше русинка, не беше постојано тука присутна, значи имаше периоди кога јас не можев да учам, да имам континуитет во образованието. Меѓутоа, онаа позитивна тврдоглавост, ќе ја кажам, јас упорноста, љубовта, желбата да постигнете нешто, тоа ме одржало и ме држи и ден денес за да се уште навлегувам во тајните на овој инструмент. Значи, сосема случајно. И можам да кажам дека драго ми е што пред се благодарност до универзумот што ми покажал еден пат каде што јас се пронајдов и се чувствувам себе исполнета кога сум со харфата. Или некој своевиден фактор среќа да се случи тој час и потоа да се отвори полека патот и Македонија да ја добие својата прва дипломирана харфистка, па Македонската филхармонија како најстариот симфониски оркестар во земјава да си ја добие исто така првата харфистка и тоа трае до ден денес со тоа што ангажманите во филхармонија трае многу порано отколку официјалното вработување. Токму поради потребата да се пополни тоа место со некого. Така, значи, како што напоменав, мојата професорка беше русинка и таа во тоа време работеше во Македонската филхармонија како надворешен соработник, всушност како странец, нели? И кога таа беше отсутна тука, нормално некој мораше да го пополни местото на харфа, да отсвири нели тоа што треба. И јас се сеќавам дека бев трета година средно музичко образование, значи тоа беше на некои релативно мои почетоци, 3 години како го изучував инструментот. И прв пат засвирав со оркестарот на Македонската филхармонија. И од тогаш започнува соработката како хонорарен соработник со Македонската филхармонија. Во меѓувреме исто така соработував и со Македонската опера и балет и таму свирев еден период. И сето тоа е едно искуство каде што ве надградува, каде што ја учите сепак оркестарската музика. И тоа е еден голем плюс за да станете музичар кој што сепак не е само во соло свирењето нели како солист, меѓутоа многу е битно да знаете и камерна музика и оркестарско музицирање за да бидете комплетен. Секој вид музицирање има своја убавина. Харфата е специфичен инструмент по многу нешта, пред се по нежниот звук што го создава, но и по габаритот. Тоа е голем и скап инструмент и не е лесно да се дојде до него, особено не било лесно во тоа време. Токму така, значи јас кога започнав да го изучувам инструментот, ние немавме харфа во средното музичко и всушност започнавме по институциите да ги користиме нивните инструменти, нивните харфи, каде што ги одржувавме часовите и каде што одевме да вежбаме, нели, нормално.
Го напоменувам ова затоа што на почетокот бевме неколку харфисти кои што започнаа, меѓутоа после тоа нели кој се откажал, кој се одселил, кој некој за жал починал. Така да имавме еден, можам да кажам, тежок почеток во смисла на тоа кога немате инструмент, кога не ви е достапно, немате можност за да се надградувате, да напредувате во тоа. Меѓутоа, ќе кажам дека јас дипломирав и немав свој инструмент. И навистина ми беше тешко, затоа што, знаете, кога треба да работите и сакате, одите на надпревари, сакате да концертирате и секогаш зависите од институциите, од нивната расположение, дали ќе ви бидат дадени или нема да бидат дадени, или инструментот за да го користите. Сакате да се надпреварувате, да одите да ја представувате државата, за тоа треба многу часовна работа. И сето тоа едноставно ќе се навратам, единствено само љубовта и желбата за да успеам ме одржало. Својата харфа, својат инструмент го купив после моето дипломирање. И можам да кажам дека ова е можеби и една порека до младите, дека не секогаш треба човек и да ги има нештата, нели, на тацна, како би кажале, нели, народски. Ако го сакате она што го работите, без разлика со каква мака и со какви потешкоти, сепак вие ќе го надминете тоа и ќе успеете. Да, навистина прекрасен пример дека не треба да се чекаат идеални услови. Токму така. Туку може да се роди квалитет и без тие идеални услови, а квалитетот секако само по себе после ќе се створи една таква средина. Да, многу е интересен тој трнлив пат што го имате изодено, го има изодено една млада, нежна, тенка девојка што вака навидум делува дури фрагилно, а сите тие случувања и целата таа истреност всушност сведочат за една огромна сила, за една огромна желба. Колку семејството има придонес тука во таа желба, во таа жилавост, во таа истреност? Огромна, огромна. Сето ова не би можело да биде реалност и да сега уживам во музицирањето, уживам во својата харфа, ако ја немав поддршката пред се од моите родители, од моето семејство, од брат ми. Тие беа поддршка и оној ветер зад грб, што би се рекло. Се сеќавам кога се трудевме да најдеме начин како ќе ми ја купат харфата, да ја имам сопствениот инструмент да го имам. Првично требаше од Русија да се купи, па фабриката за харфи тогаш се затвори, бидејќи Советскиот сојуз нели се растури. И нормално се сеќавам кога се штедеше секој денар за да се овозможи, бидејќи сепак овој инструмент не е ефтин. Меѓутоа, нели, и ние живееме во таква една средина кога ќе го купите веќе тој инструмент, тој не сме во можност да го продаваме па да купиме друг. Меѓутоа, тие ја гледаа мојата желба и мојата трудолюбивост, мојата работа и гледаа дека јас тоа можам и навистина беа огромна поддршка. И мислам дека бескрајно сум им благодарна за тоа што стоја зад мене и ден денес, навистина, кога вака ќе се навратиме во муабет и кој, како, што, како почнал, навистина се чувствувам како за таа успешна приказна. Значи, не стои само Мерсиха, не стојат и незиното семејство, стојат незините најблиски. Тука се не само семејството, тука се и пријателите кои што се радува на секој успех, се тагуваа кога јас немав можност да се искажам. Меѓутоа се сеќавам и на сликата кога харфата пристигна во мојот дом и кога беше тоа едноставно дали ова реалност, неверување, меѓутоа колку е неверување, толку е и голема радост.
Навистина неверојатна приказна. Семејството Шукри очигледно е семејство исполнето со многу љубов, со многу хармонија. Едноставно тоа зрачи од сите членови на вашето семејство, кои што лично ги познавам и се сметам за привилегирана што сум имала можност, нели, еве, да заради работата да се дружиме и да се запознаеме. Колку во вашето семејство ги сакате игрите на среќа? Дали некогаш сте уплаќале лото, бинго, дали сте гребеле гребки? Како деца со брат ми редовно уплаќавме лото, игравме лото и нели викавме ако ни се падне седмица, што ќе правиме, нели, со сите. Што ќе правиме, ќе купиме харфа. Да. Да, игравме како деца. Морам да признаам дека сега нешто помалку, меѓутоа и кога почнаа подоцна и гребките, исто така гребевме, дали ќе ни се падне автомобил, па нели имаше разни гребки. Меѓутоа се сеќавам дека за лото секоја недела игравме и нели она кои бројки, па роден дените, па нели с некои символични, и сето тоа ни правеше задоволство и исчекување, затоа што како деца во тоа време немаше можности вака огромни како што сега има, и се радувавме на секое нели извлекување, на секоја награда, па дури и да е таа минимална. И секогаш знам дека како деца, ако добиеме ова, ќе си купиме нешто или музички инструмент, или нешто CD, или некоја плоча, затоа што за нас како музичари тоа е најголемото богатство што можеме да си го приуштиме. Ајде сега да ја тестираме среќата. Имаме тука гребки од урбан стил, од државна лотарија, парични добивки, еко скутер е една од добивките. Па ајде да одбереме една и да изгребеме, да видиме дали може би денеска ќе имаме некоја добивка. Еве го ова гребалче. Ќе имаме ли за некоја нова харфа? Па ќе дознаеме. А ако нема во оваа гребка, може би има во некоја од останатите гребки. Како велат од државна лотарија, среќата е под прстите, ама треба да ја бараме. Така е. А тој е убав слоган, среќата е под прстите, затоа што на тебе среќата секогаш ти е под прстите, затоа што под твоите прсти се жиците на харфата. 50 денари. Добро, утешна добивка. Да. Тоа значи дека оваа гребка може да се замени во било кое продажно место на државна лотарија за нова, а во новата ќе дознаеме накнадно што се крие. Да, секако. Мерсиха, твојата уметничка и музичка кариера ти овозможи многу патувања, настапи на разни музички сцени во земјава, но и во странство. И од сите тие патувања има еден момент што е особено интересен за јавноста и како факта сигурно и за тебе било едно посебно несекојдневно доживување, а тоа е моментот кога беше дел од најголемиот оркестар и недугиот оркестар, сочинет од 500 харфи на 10-тото јубилејно издание на Светскиот конгрес на харфата. Во Амстердам, да. И со тоа влеговме во Гинисовата книга на рекорди. Меѓу останатите имиња, нормално влегов и јас. Она што ми е драго, влезе и нашата земја, затоа што јас како амбасадор, нели, и представник од нашата земја, влезе и уставното име всушност на Македонија, така да тоа ми е многу драго што ете ја имав таа привилегија пред се да запознавам толку харфисти на едно место и верувајте, гледката која што ја имате сакав да направам фотографија. Не можев да ја направам затоа што беше толку многу харфи од цел свет на едно место и што не можеше каде да не собере во концертна сала, ние свиревме во хангар на пристаништето во Амстердам. Ирена, тоа беше навистина, еве сега кога ќе се навратам, ме обзема една топлина, толку харфи. Значи, прв пат во живот и единствено тогаш видов толку харфи на едно место. Навистина свиревме композиции кои што се наменети, компонирани во таа пригода за тој голем оркестар. Едно што бевме најголемиот, бевме и најдолгиот, значи долж самото пристаниште не наместија харфа до харфа и тоа
Тоа е, гледате харфи, гледате една редица каде што нема крај. И тоа е едно убаво искуство, радост, поделување на искуства со светски харфисти, ќе запознаете, разменувате знаења, разменувате контакти, подоцна и соработки некои излегоа од тие контакти. Тоа е навистина нешто што за секој уметник е многу важно за да може да напредува и да оди напред. Додека слушам си замислам колку многу и логистика треба додека се донесат сите тие харфи, додека се поставите. Токму така, сите производители што беа на фабрики всушност на харфи, сите учествуваа затоа што има во самиот конгрес има и изложба на своите инструменти. Така да изложените инструменти и плюс додатно донеса за да може сето тоа да биде реализирано. И навистина фасцинантно, да. И ете, јас пак ќе се заблагодарам нели што имав можноста и да бидам дел и да учествувам на тој конгрес, на тој концерт. И навистина е едно убаво доживување. Работите полека се менуваат и јас секогаш велам најтешко му е на тој што прв го чекори патот и како прва харфистка и како сите тие предизвици и премрежија кои што се поминати, сега е секогаш полесно за втората, третата, четвртата, петата харфистка и ако имаме сега подобри услови од некогаш, дали имаме и доволно интерес за овој инструмент? Па мислам дека времињата се многу сменети и генерациите всушност на младите исто така природата на нивното делување повеќе сменето. Многу сакаме инстант, она што го приметувам од младите, сакаат инстант, сакаат преку ног, сакаат на брзина некои работи. Имав можност неколку години да работам со дечиња по основните училишта, да им предавам харфа, чисто од желба да им ја доближам, затоа што харфата до тогаш, а и има и деца и ден денес, кои што ја виделе само по цртаните филмови, кои што ја виделе нели само во некои приказни слушнале, никогаш немале можност да слушнат во живо или да допрат. И да не биде она нели само класично, само останатите инструменти, харфата да им ја приближам на дечињата. Не дека утре тие ќе станат професионалци, меѓутоа од едно општо познавање на самиот инструмент, зошто да не. И она што го имам како искуство во контактот со дечињата и со нивните родители, многу е важно нели домашното воспитување, секогаш на она колку што можностите им налагаат да им се дозволат многу работи сега, барем во денешно време кога интернетот е нели застапен, се ни е дозволено. Се сеќавам јас, ние не можевме да чуеме на пример музика како сега на YouTube. Па баравме плочи, баравме касети за да чуеме некое дело како треба да биде отсвирено. Дали има интерес? Дечињата покажуваат интерес, меѓутоа тоа е пак зашто го кажувам инстант, брзо побидува. И брзо се менуваат интересите во смисла, па ова треба многу вежбање, да, ова треба, ама харфа дали ќе можам да купам, па родителите не можат да ми приуштат. Па и знаете како се едно со друго врзано. Пак ќе кажам, наша е одговорноста и наша задача е ние да им овозможиме на тие деца самите да одберат. Дали понатаму ќе се занимаваат, дали ќе професионално или дали од една општа култура, како што сега имаме многу доктори кои што ќе ни кажат дека на времето учеле музичко, нижо музичко, па знаат да свират клавир, знаат да свират виолина. Зошто да не им го приуштиме тоа и на децата, за да можат некогаш нели да кажат јас на времето како дете учев харфа. Навистина е убаво. Меѓутоа, за жал, интересот е се помал и помал. Да, тоа е поразително да се слушне, но еве, ваквите примери, ваквите приказни, верувам дека ќе имаат еден убав оддек и кај тие млади генерации. Мерсика, во професионалната биографија запишани се освен тие голем број настапи на разни меѓународни сцени и голем број државни, но и меѓународни признанија, што
верувам дека се уште еден дополнителен поттик да се истра и да се биде професионален во цела таа приказна. Да, па всушност додека се школуваш, додека нели ги стекнуваш сите тие знаења, иако ќе кажам во оваа професија нема си стекнал знаење, го знаеш. Ден денес учиме, секој ден учиме и секој ден работиме, ние сме како спортисти. Значи уметниците, музичарите сме како спортисти, мораме да имаме кондиција постојано, мораме да се надградуваме, значи ние мораме постојано и секојдневно да вежбаме и да бидеме да се дружиме со инструментот. И затоа ќе кажам, не можеме да се наслониме на тоа, јас тоа го знам. Не. Ние сме постојано во релација со инструментот. И во текот на школувањето е многу важно да знаете каде сте. Посебно за мене е многу битно затоа што како прв и каде што немав од кого да учам, каде што немав примери на кого да се наслонам всушност, голем прозор ми беа тие надпревари, каде што ќе видам до каде сум јас, како другите свират, тие семинари, тие соработки, сите курсеви кои што сум навистина вложила за да одам и ги посетам сите тие светски харфисти, допринеле за дополнително знаење и искуство, каде што сега можам после толку време да кажам да, сега можам сето тоа знаење сублимирано да го пренесам на дечињата, на оној кој што сака да се запознае со тајните на инструментот. Навистина е посебен инструмент и покрај нели должниот респект кон сите останати инструменти, но харфата би ја нарекла низиното височество кога се во прашање инструментите и колку е посебен инструментот, толку мислам дека и посебна оваа приказна да се биде прв кога е во прашање овој инструмент во сопствената земја. Мерсиха, ми беше задоволство и некако ми летна овие 30 минути. Чувствувам потреба уште најмалку 30 минути да дораскажеме уште многу интересни моменти од оваа богата, убава и успешна музичка кариера, но времето не лимитира, а јас би сакала дупатам една должна благодарност кон тебе, кон твоето прекрасно семејство, прво што ве имаме на нашата музичка сцена и во нашава земја, а второ и што имавме можност денеска да проговориме за сите овие нешта и да ги споделиме со гледачите на Фактор Среќа. Благодарам за можноста што сите овие години, дури од моите почетоци, си дел од моето патешествие со харфата и за поддршката која што секогаш ја имаме од тебе. Со големо задоволство. И лично и како семејство. А и сосема заслужено со оглед на тие успеси и на сето тоа што го имате направено сите во вашето семејство и секако да не заборавиме и вашата мајка која како столб на семејството тука ве следи ни сите овие години и е битен фактор во целата таа. Мислам дека и таа е една од најзаслужните кои што стои зад, нели, што би се рекло зад завесата за нашиот успех. И голема благодарност до незе. И секако за крај, Мерсиха, да не заборавам подарок од Државна лотарија, комплетче гребки и многу среќа во следното гребење. Ние тука ја завршуваме денешната емисија. Верувам дека уживавте во друштвото и во приказната на нашата прва дипломирана харфистка, првата вработена харфистка во Македонската филхармонија, првиот магистар по харфа во нашава земја, Мерсиха Шукри. Сега е време да ви посакам убава вечер, опуштен и релаксиран викенд, да ве потсетам дека следната сабота ве очекуваме во истото време, на истото место со ново издание на Фактор Среќа, а до тогаш ви посакувам среќа.